однесување, постапка и последица. Здраво, другарчиња, денес ке зборуваме за нешто многу важно. Однесување, постапка и последица. Замислете дека играте фудбал со другарчињата и случајно ја удирате топката во нечиј прозорец. О, не, стаклото се скрши. Тоа е постапка, нешто што го направивме. А она што се случува потоа, скршениот прозорец, тоа е последица. Намерна и ненамерна грешка. Понекогаш правиме грешки ненамерно, без да сакаме. Например, некој турнал другарче затоа што не бил внимателен. Но ако некој намерно турне некого за да го повреди, тоа е сосема поинако. Затоа е важно да размислуваме пред да постапиме. Како да се исправи грешката? Сите правиме грешки и тоа е во ред. Најважно е да ја признаеме грешката и да се извиниме. Едно едноставно извини може да направи многу. Ако не се извиниме и се правиме дека ништо не се случило, тоа се вика негирање или игнорирање. Тоа само ја прави грешката поголема. Запомнете дека секој пат кога ќе направиме нешто погрешно, треба да ја признаеме грешката, да се извиниме и да се потрудиме да не ја повториме. Така ќе бидете одговорни, љубезни и добри пријатели.